И свештениците забележаа, од година во година се помалку ученици доаѓаат на молебен пред стартот на учебната година. Од годините дворот на црквата беше претесен да ги прими сите ученици кои сакаа усредно да се помолат за успешна учебна година. Годинава ги немаше во голем број. Традиционално секоја година пред почетокот на новата учебна и академска година се одржува молебен и призив на Светиот Дух, каде што учениците, студентите, просветните работници просат благослов од Бога за успешен старт и крај на една учебна година. Исто така и оваа година. Она што нас не загрижува како црква, како сестринство, па и како народ е тоа што од година на година се помал и помал број на ученици кои што доаѓаат на молебен, не дека тие не доаѓаат, всушност ги нема, наталитетот се помалку и помалку, не се раѓаат дечиња, дури самите просветни работници зборуваат за тоа дека од година на година има се помалку и помалку ученици. Ова представува навистина еден сериозен знак пред се за нас како нација, како луѓе и најважно како христијани. Оние што дојдоа се молеа на колена за успешна учебна година. Јас се викам Ангела, учам во школата Раде Кратовче. Која оделение ќе бидеш? Ќе бидам 4-то оделение. Секоја година доаѓам на црква за да видам одлична ученичка. Василија. Василија, која оделение ќе бидеш, Василија? Право. Сакам да бидам одлична ученичка. Секоја година доаѓам на црква за секоја успешна година. Јас учам во основното училиште Свети Кирил и Методи и ќе бидам сега 4-то оделение. Да, јас секоја година доаѓам на црква пред почетокот на учебната година. Се молиме како и за здравје, така и за успешна учебна година. Свештениците ги поздравија учениците и им посакаа успешна учебна година. Но упатија и апел до родителите дека само тие може да сторат нешто во врска со зголемување на наталитетот и бројот на деца што ќе посетуваат настава. На крајот од молебенот на сите ученици им беа доделени распореди за часови со молитва пред и по учење.